Здраво на сите, јас сум Елена Конеска-Светиева. Ги поздравувам сите антологџи и антологџики од овој голем 85-часовен карантин. Кажам што правиме и како си го поминуваме овој период празничен во нашите семејства. И другото, покрај времето што го поминуваме со нашите домашни, со децата, заедно со мојата ќерка Ангелина, многу често, речиси секој ден ги поминуваме нејзините омилени книги. И сега ќе ви покажам кои книги се тоа, кои книги се книгите кои што најчесто, речиси секој дневно ги поминуваме и ги читаме според неа во нашиот дом. Тоа се нејзините омилени книги од едицијата Биби. Еве сега ќе ви ги покажеме. Тоа е Биби, Боби и змиот. Потоа Биби, Боби и чудовиштето од Охридското езеро. Една прилично интересна сказна. А двете најомилени сказни на Ангелина, кои што заедно со мама и тато секој дневно ги раскажуваме и ги читаме, тоа е Биби, Боби и џиновите. И омилената на Ангелина, тоа е приказната со куќичката Биби, Боби и куќичката од чоколадо. Доколку Ангелина биде расположена, може би да ви ја раскаже приказната со куќичката од чоколадо. Во таа приказна Биби е непослушен и поради тоа што е непослушен, вештерката го затвора во кафес и Боби е многу исплашен, но меѓувреме во вистински момент доаѓа Биби и го спасува своето другарче од канџите на лошата вештерка. А Боби паѓа во замката на лошата вештерка затоа што е многу лаком и многу сака да јади сладки. Не знам зошто таа е омилена приказна на Ангелина, но јас прифаќам дека е добра. Би сакала да сите читатели на книгите на Антолог да го препорачам рускиот романсиер Евгений Водолазкин, кој што во моментов го читам со неговото второ остварување Авијатичарот. После романот Лавар, кој што излезе пред неколку години на македонски јазик и од кој што бев многу воодушевена и задоволна, Авијатичарот е нешто уште подобро од Водолазкин. Затоа можам да го препорачам до сите читатели и пријатели на Антолог. Седете дома, чувајте се и читајте книги. Чао! Тоа е Евгений Водолазкин со... Не ме уземувај! Добро.